Добар ден, почнува дневникот на Канал Плюс телевизија. Половина час за актуелните случувања денес, од кои најавуваме. Штипскиот основен суд прогласи стечај за родниците Злетово од Пробиштип и Тораница во Крива Паланка. Министерството за економија едностранно го раскина договорот за концесија со Индоминерали и Метали. Турските сорти ориз се шират на Кочанско поле. На европските пазари се уште повеќе се бараат традиционалните италијански сорти од македонското поднебје. До крајот на месецот трае рокот за аплицирање за субвенции за продадените количини на овошје и зеленчук на преработувачките капацитети. Се поднесуваат барања и за субвенции за органско производство. Говорот на омраза е многу застапен на интернет и социјалните мрежи. Говорот на омраза мора да се ограничи, но во никој случај не смее да се наруши слободата на изразување. Како да се постапи за говорот на омраза да не прирасне во криминални акти? На оваа тема денес на угада дебатира правни експерти од сите правни факултети во државата и представници на мисијата на УПСЕ во Македонија. Ако пред 10 години говор на омраза беше најзастапен на мас медиумите, сега ситуацијата е променета. Тој најмногу е застапен на интернет. Се уште постои нерегулиран простор каде слободно може да се шири говор на омраза. Етничката и религиозната основа, професијата се најчесто застапени во говор на омраза, а најмасовна е политичката припадност. Најексплицитен говор на омраза е говорот на омраза врз основа на сексуална ориентација, значи тој е најексплицитен во најчиста форма, а најмасовен говор на омраза е говорот на омраза врз основа на политичката припадност. Говорот на омраза на политичка основа е најмасовно застапен, иако има нешто што не е детектирано досега, ние го детектиравме и говор на омраза во однос на професионалната ориентација. И ова ќе биде интересно за вас, затоа што најзасегнати професии кои што се подложни на говор на омраза се полициските службеници и новинарите. За надминување на негативните општествени појави, единствен начин е да се влие на децата уште во најрана фаза, за да се изградат во здрави личности, без предрасуди и стереотипи. Ке мора да се инвестира во образовниот систем преди се. Културата на однесување, културата на толеранција, културата на почитување ќе треба кај младите луѓе пред се да се всадува уште од најрана возраст, за да растејки и образувајќи се понатаму, дојдеме во една ситуација да веќе на тоа академско ниво, со кое што ние работиме на факултетите, е да имаме веќе повеќе или помалку профилирани здрави личности. Кога станува збор за дискриминацијата на секаква основа, нештата се променети. Ако до пред неколку години имало по 20 пријави годишно за дискриминација, оваа година има над 45 представки до Народниот правобранител. Во текот на 2015 година е зголемен бројот на представки по однос на барање на заштита на граѓаните на правата од дискриминација, така што за разлика од 2013-2014 година, каде што имавме поднесено по 20 представки по однос на дискриминација и правична и соодветна застапеност на етничките заедници, во текот на 2015 година до денешен ден имаме веќе 45 представки по различна основа. Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев од Штип во соработка со Правниот факултет Јустинијан I од Скопје и Правниот факултет при Државниот универзитет во Тетово, поддржани од мисијата на УПСЕ во Скопје, денес одржаа трибина на тема влијание на стереотипите за појава на дискриминација, говор на омраза и криминална омраза. Индиската фирма Индоминерали, доскорашен собственик на рудниците за олово и цинк, Тораница и Добрево, се повлекува од Македонија. Денес е отворена стечајна постапка за овие рудници, што е прв чекор во решавањето на проблемот на околу 1000 рудари и на останатите доверители. Следува период за пријавување на побарувањата. Основниот суд во Штип на барање на доверителите денес прогласи стечај за рудниците Злетово од Пробиштип и Тораница во Крива Паланка. Со ова почнува стечајната постапка во која работниците првично ќе добијат решенија за стечајни работници и ќе бидат префрлени во Агенцијата за вработување, со што ќе им се овозможи да користат здравствена заштита и ќе им се исплаќа соодветен надоместок. Од Министерството за економија известуваат дека има заинтересираност да се откупи поборувањето на работниците,
со што ќе се отвори и процесот на исплата на нивните побарувања. Индиската компанија Индоминерали, собственик на рудниците, должи огромна сума на пари за концесија, неплатена електрична енергија, за транспорт на суровините, за неплатени придонеси и бенефициран стаж на работниците и најмалку 3 плати. Министерството за економија вчера едностранно го раскина договорот за концесија со индиската компанија. Продолжуваме на тема политика. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Штип доби нов координатор. Денес беше извршено примопредавање на партиската функција од досегашниот на новоизбраниот координатор, кој ги најави и првите чекори од неговата програма. Од вчера официјално стоматологот Дејан Ивановски е новиот председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ во Штип. Конкурсот за избор на прв човек во владеачката партија траеше цели 2 години, откако досегашниот координатор Никола Мицевски стана пратеник. По 3 годишен мандат Мицевски обврските му ги отстапува на актуелниот координатор на Општинскиот комитет Дејан Ивановски. Јас како досегашен председател во изминатите 3,5 години завршувам со делот од врските кои што ги имам како председател на Општинскиот комитет и натаму ќе продолжам континуирано да работам, да помагам на новиот председател на Општинскиот комитет, меѓутоа поради мултиплицирање на функциите и обврските кои што ги имам во законодавниот дом во Собранието на Република Македонија, обврските кои што ги имам му ги оставам на новиот председател да продолжи со континуитетот на активности кои што ги има ВМРО ДПМНЕ во Штип. Актуелниот председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Дејан Ивановски истакна дека ќе го продолжи континуитетот на работа на Општинскиот комитет, но и за подобрување на животниот стандард на граѓаните во Штип. Јас ќе се залагам за подобрување на квалитетот на граѓаните на општина Штип, подобрување на животниот стандард, како и подобрување на целокупното живење на луѓето во нашата општина. Континуитетот на работата на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ на општина Штип ќе продолжи во исто темпо, но и во позабрзано темпо, бидејќи ни престојат следните парламентарни избори во април, каде што одиме на уште поубедлива победа. И во Кочаник има промена на координаторот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. На координаторската функција Лазо Митев го наследува Иван Иванов, кој веднаш по изборите во 2013 година стана пратеник. Освен Митев во трката за прв човек на владеачката партија на ВМРО ДПМНЕ во Кочани, кандидати беа Зоран Беличев, Лазар Димитриев и Диме Атанасовски. Раководството на партијата ја прифати кандидатурата на Лазар Митев, но се очекува на крајот од оваа недела и официјалната потврда од партиската централа во Скопје. Остануваме со политиката. Условите за едукација во добар дел од основните и средните училишта во Штип се лоши, а посебно лоша е состојбата на спортската сала во Средното електромашинско училиште Коле Нехтенин, обвинија денес младите социјалдемократи од Штип. Градоначалникот Илчо Захариев со реплика за сите вложувања во подобрување на животот на младите во градот. Младите социјалдемократи од Штип денес на пресконференција обвинија дека штипскиот градоначалник примариус магистер Илчо Захариев не ги исполнува ветувањата кои ги дал на младите во Штип. ВМРО ДПМНЕ и градоначалникот на Штип Илчо Захариев ветија многу за младите, но ништо од тоа не е реализирано. Не случајно сме пред Средното училиште Коле Нехтенин. Захариев вети дека ќе санира и реконструира постојаната трибина на спортската сала 2014-2015 година. За месец и пол завршува 2015 година. Реконструкцијата не е ниту почната. Трибините се стари, учениците се уште вежбаат на изгниен паркет во студена сала со разрушени собликувални. Захариев вети за истиот период, 2014-2015 година. Надградба на кат над работелницата во училиштето Коле Нехтенин за потребите на училиштето Димитар Мирашчиев. Учениците од текстилното училиште се уште ја следат наставата во старите и непогодни простории. Градоначалникот Захариев вети за истиот период, 2014-2015 година, и изградба на една нова училишна сала. И ова е уште една лага. Најголем дел од штипските училишта користат стари и нереконструирани сали, за чие што одржување граѓаните плаќаат големи суми пари.
Доградба на училиштето Славејко Арсов во населба Баби, според најавата на градоначалникот Захариев, требаше да биде готова лани. И овој проект не е ниту започет. Учениците учат во старите и студени училишни простории. Ова се мал дел од неостварените ветувања на градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Младите на Штип велат крај на катастрофалните политики на ВМРО ДПМН и нивните извршители. На овие обвинувања градоначалникот на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев, одговори. Ние рековме дека на младите ќе направиме да биде Штип убаво место и пристојно за живење. Заборавија дека направивме и реновиравме одличен дом на млади, каде веќе тоа место стана култно за младите. Заборавате дека градиме одличен мултимедијален центар на место каде имаше зависници и наркомани. Заборавија дека го уредивме целиот град. Деки ја спомнуваат средното училиште Колен Ехтенин, само да кажам дека во овој момент над 20.000 евра инвестира UNDP и општината за енергетска ефикасност училиште, каде менеме врати, прозори, ставаме колектори, а сигурно е дека еден ден ќе ја средиме и училиште Сава. Всушност тие има и 2 мандата предходно, па ништо не направија таму во тоа училиште. Има и директор, не направија ништо. Што се до Славејко Арсов, мора да кажам дека точно е дека ние ветивме сала. Факт е дека се направени сите испитувања геомеханички и вистина е дека наскоро ќе отпочне изградбата на училиште Сала. Свесен е дека таму треба училишна сала, бидејќи децата во училиште Славејко Арсов во Баби моментално своите потреби по физкултура ги остваруваат во една училница. Но ние мора да кажеме дека во нашиот град направивме над 20 спортски комплекси и градиме нови. Во секоја населба има барем по 2 игралишта, направени по највисоки стандарди. Тие не направија ниту едно игралиште. Минути за семјоделието. Турските сорти на ориз од година во година се позастапени на Кочанско поле. Приносите се поголеми, периодот на вегетација е пократок, велат оризопроизводителите. Турските сорти се вклопуваат во изменетите климатски услови на ова поднебје, но на странските пазари сепак повеќе барана е традиционалната италијанска сорта Сан Андреа. Експериментот со турските сорти ориз во Кочанските полиња од година во година добиваат се пошироки димензии. Земјоделците меѓусебно коментираат дека остваруваат поголеми приноси и го истакнуваат фактот за пократка вегетација на културата. Од друга страна, меѓу преработувачите и трговците се уште преовладува верувањето дека по-проодни на пазарот се од омекинетите сорти ориз од италијанско потекло, особено Сан Андреата, кои возможуваат и поголема профитабилност. Не би шпекулирал со тоа што сега е сезона на откуп и ќе бидам погрешно разбор кај примерните производители. Цената, видите, во Уставот на Република Македонија е декларирана како пазарна економија. Значи, пазарот ќе одреди цената. Не е проблем за македонскиот пазар. Македонскиот пазар може да истрпи и повисока цена, затоа што оризот е заштитен со 40% увозна давач. Али кога се работи за цена за извоз, значи овде мора да се изанализира состојбата и да се донесат мерки не инцидентни, него треба да се донесат некои мерки кои ќе дадат долгорочни ефекти, да може во секоја година да не се појавува овој проблем со откупот. Да знаеме ние од кои услови ќе можеме да искочиме да не кажеме и пошироко на светскиот пазар и да бидеме конкурентни. За квалитетот не станува збор. Кочански ориз е познат по квалитетот, особено со традиционалните семиња како Сан Андреата. И тоа додатно се оддалечува од прашањето, ни прави додатен проблем. Со овие турските семиња кои што гледам на големо беа промовирани, пречекани, во ред е што Турција сака да ни помогне. Во ред е што Тика даде семенски материјали без пари. Али ако пазарот не го прифаќа, значи не знам, овде треба примерните производители да размислат. За Сан Андреата јас гарантирам дека нема да има проблем за откуп. Затоа што ние со таа врста на семе сме познати. Сан Андреата го барат во Србија, во Косово, во Албанија и на домашниот пазар. За други ориз не станува, за него сакат на пазар. Значи ние не можеме да измислуваме тркало сега како ако крајниот потрошувач не ја прифаќа цената, демек примерните производители најмногу имат ефекти од тие семиња. Не може така. Ние направивме состаноци во Министерството за земјоделие и се договараме за во година.
да даваме и за пченицата и за оризот, да даваме семенски материјали со договори, кои договори ќе представат основ за земање на субвенциите за семенски материјал, пошто во моментот како е регулирано мора семето да биде платено за да може да остваре субвенции за семенски материјал. Значи имаме поддршка од Министерството за земјоделие, ние да ги даваме семенските материјали за пченицата и за оризот и да гарантираме откуп на тие семенски материјали. Кои се аргументите на турските сорти ориз кои веќе се шират низ кочанските полиња, покрај пократката вегетација која возможува покасна сеидба и порана жетва, тука е родноста која дава поголеми просечни приноси. Веројатно предност е и фактот дека токму огромниот турски пазар без проблем ќе го голтне произведениот суфицит домашен ориз. Од друга страна, италијанските сорти ориз, што во изминатите децении се одомакинија во производствениот регион и произведените од страна на Институтот на ориз, наметнаа високо ниво на квалитет, од кој потрошувачите тешко се откажуваат. Извозниците велат дека попроводни на пазарите во поранешните ју републики се токму тие сорти и плюс држат по високи цени. Сето тоа значи дека се попрофитабилни. Во секој случај во наредните неколку години определбата на земјоделците и пазарот ќе кажат кои сорти ќе превладуваат и во која насока ќе се развие кочанското оризопроизводство. Земјоделците да поднесат барања за субвенции за продадено овошје и зеленчук во преработувачките капацитети. До крајот на месецот се поднесуваат барања и за субвенции за органско производство. Рокот за поднесување на барања за субвенции за продадено овошје и зеленчук во преработувачките капацитети трае до 30 ноември. Истовремено до 30 ноември трае и поднесувањето на барања за органско производство, мерки за преработка, трговија, стручна контрола и сертификација и лабораториски анализи. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Делчево ги известуваат земјоделците што поскоро да ги комплетираат своите документи и да го поднесат барањето во подрачната единица во Делчево. За пријавување на продадено овошје и зеленчук потребно е како документ да се донесе потврда од преработувачот кој го откупил овошјето и за органското производство, сертификатот и договорот со сертификационата куќа, како и уплатница за уплатен сертификат. Одбележан денот на еколошката акција во средното училиште Ацо Русковски во Берово. Учениците се едуцираа како собраните листови од дворот да се компостираат и подосна да се искористат како природно органско ѓубриво. Преку едукација за компостирање средношколците од Берово го одбележаа Светскиот ден на еколошката акција. Учениците од Општинското средно училиште Ацо Русковски од Берово заедно со своите професори ја спроведоа акцијата за чистење на училишниот двор и собирање на паднатите лисја за компостирање. Целта на акцијата е да се промовира идејата за намалување на отпадот и максимално искористување на природните ресурси. Собраните лисја ќе се искористат за правење на компост кој подоцна ќе се користи за уредување на дворот на училиштето. Во контекст на еколошката акција на учениците и одржлив развој на здравата средина, директорот на училиштето Гоце Джалевски ги запозна со постапката за компостирање, со што учениците се здобија со знаење како органските отпадоци да ги искористат за добивање на природно органско ѓубриво, кој можат подоцна да го приготват и во своите дворови, а да го искористат за различни потреби. Во рамки на еколошката акција во дворот на Општинското средно училиште Ацо Русковски беа засадени и нови дрвца. Со засадување рози на булеварот Македонија, Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот од Дилчево се вклучи во кампањата за сеќавање на жртвите од сообраќајните несреќи. И Делчевскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се вклучи во кампањата за одбележување на Светскиот ден на сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди. За таа цел Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата реализираше низина активности, меѓу кои и засадување на рози во разделниот појас на булеварот Македонија. Во рамки на кампањата за сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди и одбележување на денот на жртвите на сообраќајни незгоди, на булеварот Македонија во Делчево беа засадени рози. Оваа кампања е предвидено да се спроведува во периодот од 15 до 22 ноември, така што акцијата со садење рози е само дел. Претходно беа одржани едукативни предавања. Еден час беше посветен во основните училишта во Делчево, еден час беше посветен на безбедноста во сообраќајот, за чие дополнување беа поделени
и материјали. Во Средното основно училиште Методија Митевски Брицо беше одржано едукативно предавање со презентација на видеоспотови обезбедени од страна на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со цел да се запознаат веќе средношколците како директни учесници во сообраќајот со фаталните последици кои што настануваат од неодговорното однесување во сообраќајот. Инаку, иако бројката на жртви од сообраќајни незгоди, која што до ноември 2015 изнесува 124, е драстично помала во однос на истиот период од 2013 година, сепак од Републичкиот и Општинскиот завод за безбедност на сообраќајот на патиштата ќе продолжат да ја спроведуваат оваа кампања и во наредниот период. Начинот на сочувство кон семејствата кои што изгубиле некои во сообраќајни незгоди влијае на подигнување на јавната свест за одговорно однесување во сообраќајот. Затоа што сите како индивидуи, учествувајќи во сообраќајот, треба да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи и поставената сигнализација. Инаку, Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Делчево реализираше и активност со основните училишта. Активноста се состоеше во прочистување на вегетацијата, паркираните возила и други предмети кои ја попречуваат прегледноста во близина на училиштата. Културно-уметничко друштво Ристо Донев, учителот од Штип, замина во Живинце, Босна и Херцеговина, каде ќе учествува на меѓународен фолклорен фестивал и ќе се представи со традиционалните фолклорни сплитови од Источна Македонија, Преспаскиот дел, Повардарието и познатата Малешевска. Првата постава на културно-уметничкото друштво Ристо Донев, учителот од Штип, повторно ќе учествува на меѓународен фолклорен фестивал. На покана на културно-уметничкото друштво Живинице од општина Живинице денес заминуваат во Република Босна и Херцеговина, каде ќе престојуваат до понеделник. Благој Донев, председател на културно-уметничкото друштво Ристо Донев, учителот, изјави дека во Живинице ќе отпатуваат 25 играорци со дел од раководството на друштвото. Ова е возвратна посета на културно-уметничкото друштво од Живинице, чии членови престојуваа во Штип. Беше гостин на 22 март за денот на пролетта. Сега им ја возвраќаме посетата и таму ќе учествуваме на две вечери. Едната е вечер на Севдахот, како што го они велат, ќе носиме и пеат со нас и во сабота ќе се представиме со 4 традиционални ора од Македонија. На концертот на народни игри и песни, насловен како Меѓународни фолклорни средби Живинице 2015, културно-уметничкото друштво Ристо Донев, учителот, ќе се представи со традиционалните сплетови од Источна Македонија, Преспанскиот дел, Повардарието и познатиот сплет Малешевка. Културно-уметничкото друштво Ристо Донев, учителот, со години наназад традиционално во Штип организираше предновогодишен целовечерен концерт, кој за жал годинава ќе изостане. Но председателот Благој Донев истакна дека во беспрекорниот приказ на традиционалните песни и ора на македонскиот фолклор од страна на многобројните членови на ова културно-уметничко друштво, штипјани повторно ќе може да уживаат наредната пролет. Па веројатно за 22 март планираме минатогодишниот традиционален фестивал меѓународен да го повториме, да го одржиме во континуитет. Се надеваме дека ќе не идеме на поддршка и од локалната самоуправа и планираме да повикаме групи од Босна, од Србија, од Бугарија и од Македонија. Исламската држава упати нова закана со терористички напади, а овој пат потенцијална мета е Њујорк. Заканата е преку 6-минутна видеоснимка на која е прикажан бомбаш самоубиец како се подготвува за напад, а во некои кадри се појавуваат најатрактивните делови на Њујорк, меѓу кои и Таймс сквер. Градоначалникот на Њујорк Бил де Блазио и шефот на њујоршката полиција Вилијам Братон вчера вечер одржаа пресконференција на Таймс сквер, на која им порачаа на жителите и на туристите дека нема причини за загриженост. Во меѓувреме, САД понудија награда од $5 милиони за информација што би довела до лоцирање или идентификување на лидерот на Исламската држава Абу Мухамед Ал-Шимали. Откако анонимните објавија војна на Исламска држава поради нападите во Париз, организацијата веќе ги забележа правите успеси. Хакери тврдат дека околу 5500 акаунти на Твитер и во други сајтови поврзани со осомничени членови на Исламската држава се деактивирани. Во понеделникот, хакерската група Анонимните објави тотална војна на Исламската држава по крвавите напади во Париз. Мисијата за искоренување на терористичката пропаганда беше прогласена преку видео објавено во светските видеоканали.
Авионот што полетал од Варшава и бил упатен кон египетското летувалиште Хургада извршил принудно слетување на аеродромот во Бургас во Бугарија по закана со бомба. Патничкиот авион бил евакуиран веднаш по слетувањето. Капетанот на авионот веднаш одлучил да направи принудно слетување откако дознал за заканата за бомба која ја упатил 64 годишен патник, кој во моментов е испрашуван од властите. По пауза од 2 недели овој викенд ќе се одигра 15-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Штипска Брегалница како домакин на стадионот во Гочани ќе пречека последната екипа на табелата Металург Скопје. Во моментот Брегалница е на 7-та позиција со 13 бода, која на овој дуел очекува победа. Во останатите надпревари ќе се сретнат екипите на Работнички Шкупи, Ренова Шкендија, Силекс Царев Двор и Турново Вардар. Ракометарите на Металург денес ќе го отворат 8-то коло во Д групата во Лигата на шампионите. Металург од 20 часот ќе му гостува на Шафхаузен. Металург во досегашниот тек од надпреварите во групата има забележано 2 победи, од кои една е токму над Шафхаузен. Најсилниот противник во Лигата на шампионите пак Вардар е на 3 дена пред почетокот на дерби над преварот од 8-то коло на Лигата на шампионите, кој ќе го пречека лидерот Барселона. По поразот во Шпанија, македонскиот првак сигурно ќе цели кон 6-та победа во елитното надпреварување, а подршка секако ќе има и од бројната публика во спортскиот центар Јане Сандански. Лазаров и друштвото се дополнителен мотив за секој ракометен љубител, а заминувањето на Карабатич остава реална шанса за македонскиот првак да заработи нови 2 бода. Македонскиот женски ракометен првак пак ЖРК Вардар во сабота го пречекува Хипо во последното коло од групната фаза во Лигата на шампионките. Црвено-црните се фаворитки за овој меч, но тоа мора да го потврдат во спортскиот центар Јане Сандански. Индира Кастратовиќ очекува сериозен пристап од своите ракометарки, но исто така и најави дека шанса ќе добијат оние кои вообичаено поголемиот дел од средбите ги следат од клубата за резерви. Ова е се во првото издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Гледајте го и вториот дневник во 20 часот и имајте пријатен ден со нашата програма.